Јепа! Како што ви е веќе познато, почитувани дами и господа, Министерството за комедија работи со полна пареа. Уха! И понекогаш се налага да одработуваме работи што други ресорни министерства не си ги сработиле, а е нивна обврска. Така и сега, бидејќи образованието во државава е во цуд, значи е препонај преубо да ти е кеф на школо да тргнеш. На времето не беше така, на времето, кога требеше во 7 сабајле да станам вака ми се темнеше. Зошто? Зашто тогаш не беше образованието сила, не беше мој, беше тортура, режим, па. Сега е преако, сега ти да не оиш на школо, ти како да речам, ти се образоваш себе си. Отшо е преубо образованиево. И така да отшо е преубо образованиево, Министерство за комедија мора малку да го, како да речам, олеснит процесот, да внесит малце забава. Мора внесиме забава во учењето, зашто иначе ние штанцаме Ајнштајни. Генијалци излегват секој петок по 700 нови дипломирани имат. Сакале ние или не. И зато, за да го олесниме, да го направиме позабавен овој процес на едукација, еве неколку откачени факти за ваше трајно задоволство. Ем да поднаучите, ем да се забавувате. Edutainment, што би се рекло. Факт број 1. Залезот на Марс е син. Леле. Таму да ме однесиш да се фатиме. Факт број 2. Во некои области во Шкотска се одлучиле да користат сино улично светло навечер, зашто денски да користиш улично светло е глупо, и синото улично светло довело до значително намалување на процентот на криминал и самоубиства таму. Абе, тоа е 100 пати имам речено, до сијалицата е. Значи, тоа е тоа. Еве апел до владата. Упаќам апел, ве молам. Направите нов тендер за розеви сијалици. На сите ке ни е поубаво. Си ја пушташ и хоп, за сите една порозева реалност, една порозева иднина. Факт број 3. Да ископаш дупка од едно место и да се појавиш во Кина, теоретски е возможно, со тоа што треба почнеш да копаш во Аргентина. Рековме теоретски е возможно, зашто во пракса, дури и да се деси да копаш од Аргентина и да излезиш во Кина, таа дупката ќе, како ти кажам, кинеска. Може да не работи кој што треба. И дупка да е кинеска, може да ти се расипит. И место во Кина, во Шведска да излезиш. Што не е лошо во принцип. Ама не е то, ме разбираш. Факт број 4. Некои јагоди, значи не сите, некои јагоди можат да бидат бели, жолти и да се со вкус на ананас. Мајндфак? Ова и мене ме мрдна, сега зашо правевме муабет. За јагоди паше. Со вкус на ананас. Да не знаеш шо јаеш, све е откачено во светот, значи. Факт број 5. Слоноите имат способност да создават пријатели, ги погребуват мртвите и патуват долги растојанија за да се појават на погреб. Уште поп слон немам видено. Ајде, спомнете ги имињата. Сигурно е преако. Намити.